Колку здравствени работници дневно се тестираат, а за колку на дневно ниво резултатите се позитивни на корона? По клиниката за кожни болести, болницата во Дебар, сега клиниката во Куманово е новото жариште, каде денеска има резултати дури за 11 заболени здравствени работници. Сублимирањето на информациите на дневно ниво за тестирани на корона остава простор за шпекулација колку од нив се вработени во болниците и дали објавувањето на заболените лекари или медицински персонал со одлагање е како би се намалила паниката, односно стравот меѓу населението за можност од крах на здравствениот систем. Ова прашање се наметна по денешната неофицијална информација до која дојде Алфа дека заболени од корона има и во брзата помош во Скопје. Нашиот извор посочува дека цела смена била тестирана, а позитивен бил резултатот за 7 вработени. Директорот на здравствениот дом во разговор за Алфа бројката на заболени и тестирани ја негираше. Во брзата помош во Скопје возачот е позитивен на коронавирус. Тој само иницијативно се тестирал иако немал никакви симптоми ни пред 14 дена ниту пак сега. Лицето е пуштено дома и после 7 дена повторно ќе се тестира. Напоменувам дека е асимптоматичен. На прашањето на Алфа дека нашите информации се од 9 лица од брза помош биле тестирани, а 7 се позитивни, Исјановски ни одговори: Не, тоа не е вистина. Позитивен на корона е само возачот и напоменувам дека тој само иницијативно се тестирал, каде го направил тестот немам информација. Ако заболениот возач за цело време имал корона, а немал симптоми и одел на работа, не се исклучува опасноста од ново жариште и тоа во итната помош. Министерот Венко Филипче се согласува дека можеби треба здравствените работници да се издвојуваат како посебна категорија на тестирани. Не одговори дали чувства одговорност што расте бројката на заболени здравствени работници. Тој посочи дека не била во прашање соодветната заштита, бидејќи имало доволно залихи на заштитна опрема, а и сите болници имале точни упатства како треба да се однесуваат.